Домашни миленици или кучиња скитници кои ги среќаваме по улиците и се дел од нашето секојдневие. Разликата меѓу првите и вторите е секако огромна, гледана од повеќе аспекти. Домашните миленици имаат сопственици кои ги вакцинираат, хранат и шетаат. Другите се напуштени, прегладнети и представуваат потенцијална опасност за ширење на болести. Законот за благосостојба на животните не прави разлика меѓу едните и другите, и кучињата скитници заслужуваат подобар третман. Свеста кај граѓаните треба да е на едно повисоко ниво кога станува збор за грижата за животните. Во развиените земји се води грижа за нив, а кај нас тоа е препуштено на шинтерските служби. Во Европа тоа е регулирано многу. И овие кучиња, да кажем, скитниците по градот, има одредени места кај што се тие хранат. Има посебни апарати во кои секој слободно може да стави 1 евро, да извади храна, да ја постави храната на зададени места кои се зацртани за таа намена. Исто на места каде што има одредено место за пиење на вода, секојдневно им се дотура вода, и тие кучиња не лутат, не скитат низ градот, него едноставно како се понашат како дома. Си идат, јадат, се шетаат нормално, но повторно тие се под контрол. Кај нас такво нешто нема, ја би сакал такво нешто да се деси, да се постават апарати за таквата намена, да едноставно се ослободат и луѓето, граѓаните од кучињата кои идат по кантите, едноставно по контейнерите да собират храна. Сдруженијата за заштита на животните стануваат се погласни, бараат одговорност за негрижата, малтретирањето на кучињата, бараат изградба на прифатилишта, а по зачестените кражби на кучиња побара и формирање на полиција за животни, чија мисија би било обезбедување и осигурување на здравствените услови, безбедност и благосостојба на животните во заедницата. Добра идеја е тоа, добра идеја, по тоа сите западни земји го има, нели? Гледаме и на телевизија, и тоа е изварена идеја. Да не мора да биде класична некоја полиција, кој знае каква би, у склопа на последната полиција, да не се прават сега трошкови, па сега посебни институции не би. Да се дойдат неколку луѓе, 20-30, кои ќе се нели ориентират на тоа. Општините во наредниот период ќе мора да делуваат и на овој план. Штипи, како и многу други општини во источниот регион, досега не успеа да го решат проблемот со кучињата на улица. Што и во која насока ќе се одвиваат работите понатаму ќе покаже времето. Инаку, според податоците од ветеринарната станица во Штип, во градот се евидентирани околу 2500 домашни миленици.